животни и растенија. Друго што би напоменал нешто е органското производство. Значи пазар за органско производство постои во светот, значи во тренд е органското производство, посебно во развиените држави како што се Соединетите американски држави, Европската унија. Цената на медот е некаде скоро за 80 до 100% повисока. Проблемот е што ние не можеме да постигнеме количина за извоз, квалитетот го постигнуваме, и оние стандарди за органско се имплементираат по сите законски прописи. Само во прашање е уште ова да се прошири, да стане како центар за обука за органско пчеларење, производство на мед, производство на други пчелни производи, и со тоа би се стандардизирало производство на големи количини на мед по иста технологија, исто одгледување, што би на анализите покажале добри резултати, унифицирано производство. И во тој случај, значи, тоа го исто работиме преку Сдруженијата на пчелари во Република Македонија, Сдруженијата на одгледувачи на органска храна во Република Македонија. Значи, обуките на некој начин се подржуваат преку различни проекти, затоа што немаме доволно големи пчелари кои имаат над 100 пчелни семејства, над 200 кои би можеле од самиот свој буџет да платат обуки. Битола со песните на звуковите, опеува судбини, увековечува времења. Оваа недела од 10:30 до 13 часот со емисијата и Селенички џубокс почувствувајте ја душата на градот. Заедно со битолските боеми, групата Деспина, Сеферин Байрамов, Паркети, Памперси и многу други распеани битолчани. Уживајте во песните за сите генерации и поврзете се со најмилите. И Селенички џубокс во недела од 10:30 до 13 часот. Хотел Епинал, Битола. Оваа наша раса мариовска пчела, значи, потекнува од регионот на Мариово и е раширена во југоисточниот и источниот дел на Република Македонија. Ние како одгледувачи на пчели кои започнавме пред 3 години, одлучивме да ја заштитиме оваа мариовска пчела, значи селектиравме со помош на стручни лица специјализирани за таа работа, селектиравме одредена група од 50 пчелни семејства од расата мариовска пчела и ги поставиме на оваа локација која се наоѓа на 960 метри надморска височина. Нешто сличен ареал каде што се оние природните услови за одгледување на мариовска пчела. Во изминатиот период од 3 сезони веќе се покажа како добра, отпорна и одржлива раса, значи ние почнавме одма нова технологија по онаа старо одгледување на пчели, користење само на дозволени органски заштитни средства кои влегува мравја киселина, оксалната киселина и некои природни средства кои се даваат за прихранување, за заштита на пчелава. Сега моментално во пчеларникот се сместени 60 и неколку пчелни семејства кои се во добра форма и се припремаат полека за зимување. Од кадарот може да се види дека е ставено заштита, односно мравја киселина која се поставува 2,5 мл на едно пчелно семејство. Значи, до сега плодноста, одржливоста и продуктивноста се покажа како добра. Ние како пчеларска фарма водиме, значи, на зголемување на бројот на пчелните семејства. Планирано е да поставиме и овие вршкари, трмки, да поблиску ги доближиме во трупови, овие кои се наоѓаат во природни дрвја, во дупки, за да поблизу ги доближиме до природниот ареал во кој со векови оваа раса обстојува и преживува.
одгледување на пчелите без употреба на хемиски средства на природен начин, кој што природен начин одгледување на пчели дават и природни производи од пчелата, кои што ќе бидат со тек на време многу тражени и ценети на нашиот пазар, а во исто време и во европскиот. Село Петравица е место каде што имаме идеални услови за органско производство, без фабрики, без загадување, без ништо. Самиот крај е богат со медоносни растенија, кои што дават услови за изобилна медна паша, а со самата надморска висина доаѓаме до искористување на две паши. Значи, искористување на ниските делови и во исто време искористување и на повисоките покасни медоносни растенија. Развојот на пчеларството органско посебно е перспектива за Република Македонија и ќе ни носи добри приноси ако знаеме и научиме да ги одгледуваме.